Во последната барака во општина Центар видов многу автобуси со популација од Шуто-Оризаре. Значи, гласачите од Шуто-Оризари потписите ги собираа во подрачна единица на ДИК во општина Чаир. Значи дека излажа уживо во емисија. Еве, ја прашуваат за фалсификат потписите. Почнува да се здаткува, да се буни. Испаѓа дека оние 28.000 потписи кои што наводно ги собрала Гордана Силјановска-Давкова за незината кандидатура, голем дел од нив, истите луѓе се потпишале и во подрачните единици на ДИК и кај нотар. Зашто? Само за да се глуми дека има поише луѓе собрано од Стево Пендаровски. Стево Пендаровски собра 23.000 потписи и со тие 23.000 потписи ја поднесе својата кандидатура. Силјановска ја поднесе кандидатурата со 30 пратеници од ВМРО ДПМН. Дај да го погледнеме тоа видео. Гордана фалц потписи МП4. Погледнете како се здаткува, како ги меша зборовите, иако нели имаше гледачи кои што забележува дека има одлична дикција. Погледнете. Ве обвинуваа опонентите политички дека всушност клучната причина заради потписите е дека имало многу, се поклопувале многу потписи нотарски кои што биле дупли или фалсификувани. Смешно нешто. Видете, поднесувањето на потписите, јас не сум вештак, ниту суд, поднесувањето на потписите, самата учествува во тоа, беше на формулари, кои што прво треба да дадете број на лична карта, па да ги подполните. Единиците се, или оделенијата се на ДИК, значи тие ги одбрале службениците, јас тврдам дека ниту имало причина, ниту јас би се согласила на такво нешто. Но не можам да не кажам дека јас каде што давав потпис во последната барака во општина Центар, видов многу автобуси со популација од Шуто-Оризаре, морам да кажам, како беа носени и потпишуваа, иако во редот и во луѓето кои што бараа формулари за господинот Стево Црвенковски, ако споредите со оние за мене, имаше многу, во Стево Пендаровски имаше многу помалку. Ве обвинуваа. Дури тука го сгреши својот против кандидат. Почна да збори за починати луѓе. Смешно нешно. Малце сумнива работата. Имаше еден коментар од гледачка кој што вели зашто зборите само за професорката Силјановска. Збориме за нејзе само затоа што сите други кандидати кои што ги побаравме прифатија да гостуваат тука во нашата емисија. Ние немаме шанса таа да гостува тука кај нас, па така мислам дека е фер да ја коментираме од гостување на друга емисија, затоа што нели треба да има правична застапеност на сите кандидати во ова студио. Тоа што таа ги дала тие одговори таму и сега не може тука да ни реплицира на нас, е нејзин проблем, затоа што не сака да дојде. А што правиме ако тие што она сака демек ромите ги носеле во автобуси? Не, пушти ја сликата. Што правиме ако тие се дојдени да се потпишат за неа? Не, фейк е ова. Сега ќе ти кажам зашто. Ова пушти го. Режија, еве ти фото доказ дека професорката и за тоа излажа за ромите. Дали иде? Значи, гласачите од Шуто-Оризари потписите ги собираа во подрачна единица на ДИК во општина Чаир. Чаир, Бутел, Шуто-Оризари, Чучер, Сандел. Значи, подрачно оделение Чаир е надлежно за општина Чаир, Бутел, Шуто-Оризари и Чучер, Сандево. Што значи дека излажа уживо во емисија. Автобуси од Шуто-Оризари носени у Центар да се потпишуваат за Стево Пендаровски. Малце незгодно. Не за Стево Пендаровски, за Стево Црвенковски. За Стево Црвенковски, да, тука го сгреши. Па види, кои ќе те фатат дека си фалсификувал потписи у ДИК. Не е убаво, не е лесно, верувам дека и нејзе не е лесно. Верувам дека не е лесно. Оделе од Центар да се потпишуваат, а луѓето од Шуто-Оризари се потпишуваат во Чаир, Бутел,
Чучер Сандево и Шуториде. Не е нарна работа. Мислам Стево Црвенковски се пригледува, привидува, роми се привидуваат, автобуси. Не. Па ја мислам дека заради тоа не Ке почне го со бај, здраво. Здраво. Ја мислам дека заради тоа не сака да се појави на дебата. Ако во интервју кажува вакви гафови, можеме да замислиме што ќе се случи на дебата. На дебата ќе почне да вика јас ќе гласам за Стево Пендаровски. Стево Црвенковски. Страшно. Што би рекол гледач? Ташно. Смешно, страшно нешно. Како рече? Страшно нежно. Нешно. Ташно. Леле како и се позна дека лаже. А? Сора Гогош. Сора Гогош. Сора Гогош, ташно. Ташто нешто. Нешно. Ташно. Ајде да видиме како Сора Гогош у истава емисија ги потопи сите лаги на ВМРО ДПМН по однос на француски предлог и внесување на бугари у устав. Ташно. Значи, ташно нешто, ваков нокаут Христијан Мицкоски нема добиено, мислам дека во својот живот. Мицко нокаут добил? Нокаут од Сора Гогош. Ташно. Ташно. Ајде да видиме. Ајде, бугарите технички се веќе дел од македонскиот устав. Госпоѓа Силјановска, дали како председател на државата, тоест председателка, да видиме и родово коректни. Сензитивни. Да, и сензитивни. Ќе доставите измени на уставот со кои бугарите, хрватите, црногорците, евреите ќе станат дел од македонскиот устав. Веднаш. Да. Вака сега ќе ви кажам, точно е дека председателот е еден од овластените предлагачи на уставните измени, покрај 30 пратеници, покрај влада и покрај 150.000 граѓани. Да подсетам, значи постапката за уставните измени почна на предлог на владата и мислам дека е најдобро така да остане. Меѓутоа тој предлог не важи, тој е ад акта, кога ќе се формира владата, ако мисли дека треба да има измени, може тоа да го стори. Иначе, мојот став е познат. Јас сметам дека нема потреба од уставни измени, дека зборот други, исто како во словенечкиот пример, други, покрај италијанската и покрај унгарската заедница, дека е доволен за да ги подведеме под други и бугарите. Второ, во нашиот устав има цел член 48, амандман на тој член во кој што гаранциите се подеднакви и за споменатите и за неспоменатите. Знаеш што викаше СДСМ за уставните измени? Дека се козметички. Се пишува бугари, затоа што согласно македонскиот устав, под други се подразбираат и бугарите. Согласно членот кој што го наведе професорката Силјановска, бугарите веќе ги имаат истите права, значи можат оние опасни предупредувања дека ќе 100.000 бугари ќе барале вработување во администрација и така натаму, пропагаат во вода, затоа што тоа можат и сега да го бараат. И сега се поставува прашањето, зашто не ја правиме оваа козметичка измена според професорката Силјановска на уставот? Ташно. Ако веќе бугарите, според неа, се дел од македонскиот устав под дефиницијата други. Ташно. Ташно. Ајде да видиме. Значи види. Ајде. Знаеш дека сакаш да искоментираш, ама Ова што сака у да- депресијата стај. Ово што сака да го каже Сора Гогош е демек па бугарите се више уставот, само се заведени под други, сега ќе ги извадиме од други, ќе ги ставиме овде, не е ништо страшно, само може да биде ташно. Толку брат. Козметичка промена е, естетики, дизајн, уживај, не се кирете,
Нели до вчера беше страшно, они ќе влезале, ќе не бугаризирале. Они виќе биле уставот, а Они ние не више сме знаеле. биле уставот, Само ама треба ги напишеме дека Сора Гогош. Зато е професор пуштал. За да ги стаи бугарите и да не биде страшно. ташно. Ташно да не биде.